Одреден број малолетни деца кои од неискуство претерале со пиењето алкохол биле најсериозните пациенти на одделението за итна медицинска помош во најлудата ноќ од годината. Немало повредени од тепачки и сообраќајни несреќи, што е добар знак за луѓето во бели мантили. Изминатата ноќ помина релативно мирно за овој период од годината и поготово за нова година. Знаеме дека секој пат е период кога може да се случат различни несакани работи, освен неколку интоксикации алкохолни, кои што беа примени во општа болница, дневно истретирани и пуштени на домашно лекување, и две мали ситни интервенции, не поголеми нарушувања на јавниот ред и мир или поголеми повреди од тепачки или од поголеми интоксикации, нема примено во општа болница Кочани, така да релативно мирно помина новогодишната ноќ. Втората вечер од славењето на новата година од страна на полицијата во Кочани е регистрирана една потешка сообраќајка која се случила на кривината кај Стришани, во која се повредени две лица. Ограда, бетонска, бурчиња, село. Самиот бетон да се извади, тоа треба удар да биде. Оградите гледа лом, платната, тие две платна се лом направи. Немало повредени, тоа е за среќа што нема, а оградата ќе се направи, не е проблем тоа. Возилото станало дефект, останало возилото, а шоферу избегал. И сега не знаеме кој е шофер. А комбето се знае, че Негде беше околу 3,5-4 сата. Се чу силен удар, кој излеземе, видиме колата. Мислам дека луди. Една женска имаше што беше повредена, нешто дојде брза помош за кратко време, однесе ја и... Од сообраќајната несреќа повреденото лице со иницијали ГЕ из утринава во 4 часот е донесено на итната медицинска помош во општата болница во Кочани. По укажаната лекарска помош е префрлена во ургентниот центар во Штип. Според неофицијалните информации се случила и една тепачка во еден од рестораните, но тоа не го потврдуваат ниту од полицијата, ниту од одделението за брза помош.